Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со. Наш вечерашен гостин во оваа емисија е Димитар Арапов, секретар на ловното друштво Беласица од Струмица. Инаку, јас мислев дека е ловец, ама тој бил нешто друго. Најпрвен добре дојде во емисијава. Добро најдов. Не си ловец, туку си? Во повеќе функции сум. Во ловното друштво Беласица сум постаро, како што рековте, називот беше секретар, сега е ловник. Ловник? Да. Целта со која денес сум дојден, нели сум во стрелаштвото, во стрелачкиот клуб Рефлекс, сум председател. Така. Рефлекс е од Струмица, така? Да, ново формиран стрелачки клуб, кој се занимава со стрелање. Па нема ловното друштво Беласица свој клуб за сега, да, вториот стрелачки клуб кој се формираше во оваа дисциплина која ние ја негуваме во стрелањето на летечки мети, дисциплина трап. Најпрво во Струмица е Рефлекс, после се основаше и Беласица. Така. Стрелачкиот клуб, така. Добро, професионално си во Беласица како секретар или како ловник? Така. Се надпреваруваш за Рефлекс? Да, така е. Ова не ми е јасно, ама ако можеш да ми го разјасниш, дали се лутат луѓето од Беласица што се надпреваруваш за друг клуб? Не, напротив, претходно се надпреварував за ловното друштво на Беласица, но не сакав да има реакции дека ловното друштво Беласица ги плаќа моите трошкови околу стрелањето. И добро. Сите овие муабети се потрудив да ги растргнам. Сега си ја работам таму професионално мојата работа, а кога се работи за стрелањето, настапувам за мојот клуб Рефлекс. И например, се надпреварувате Рефлекс и Беласица. Така е. Какво е чувството во тој момент? Одлично е чувството, гледаме да ги победаме на Беласица. Ова ми е многу чудно да ти кажам. А инаку ловникот, кога е тој наслов? Таа функција, јас досега ја немам слушнато. Да, па не е да кажеме во последните 2 години. Туку? Години уназад, но претходно беше технички секретар. Така. Сега ова позиција, да, професионално, кога некои работи, знаеш, во ловството, одат напред, кога се кристализираат, така се дојде овој назив, и така е и во соседните држави, професионално. Ловник. Ловник, да, тоа е стручно лице кој... Добро, мене ми асоцира на човек кој ги лови ловците, да кажеме, криволовците. Ловникот ги лови криволовците кога се во криволов. Не, ловникот, ловникот има други задачи во ловното друштво, затоа што ловното друштво при добивањето на концесија на сите ловишта добива и за секое ловиште ловостопанска основа. Тоа се услови при користење на ловиштето и при тоа е потребно стручно лице кој ќе знае да е толкова таа ловостопанска основа, да ги запази сите критериуми кои се внатре, а при тоа и да ја организира ловочуварската служба во вршењето на своите действија. И тоа е единствената функција, платена функција во едно ловно друштво, или ги има повеќе? Да, тоа е професионално место, но не е единственото, затоа што за секое ловиште е потребен и ловочувар, и тие се платени. И тие се платени. Добро, и како се чувствуваш во ловното друштво Беласица? Таму си веќе неколку години? Да, кога тргнав, мислев дека тоа ми е сонот, затоа што ова работа ќе ја работам со љубов, затоа што ловот е љубов, нели? Не е... И страст во секој случај. Страст и љубов, но се испостави дека не е така. Мораш да ги решуваш сите проблеми. Во оваа категорија имаме различни луѓе. Така. И ќе мораш со сите од нив да се справиш и на некои луѓе да им објасниш како налага законот, дека не е по старата традиција како што ловеле, дека сега има други правила и морат веќе кои се согласно некои закони, норми и така. Така, мора да отстапат од некои навики и ќе мора да ги запазат овие правила и затоа некако не е баш како што мислев дека ќе биде.
Практично ти си како едно службено лице кое секој ден си оди на работа. Там, така? Дефинитивно, ова е работна позиција. Супер. Која секое ловно друштво мора да го има, доколку е концесионер на ловиште. Така. Многу ми е интересно кога ловот го имаш наследено од твојот татко, нели? Таа љубов, Ване Рапов беше ловец во ловното друштво Беласица, одличен стрелец во дисциплината за која зборувавме пред малку. И многу ми е интересно, пак не можам да сватам. Еве, ловното друштво Беласица е организатор секоја година на на меморијалниот турнир во стрелање на гледани мети дисциплина трап. И ти од една страна си организатор на тој турнир, како секретар или како ловник во ловното друштво Беласица, а од друга страна си противник на ловното друштво Беласица кога стрелаш за клубот. Така е. Не сакам да ги мешаме. Е многу интересно. Да, не сакам да ги мешаме работите и мене ова прашање ме збунувачки, но е многу природно. Така. Реков од која причина, нели? Така, но сепак ја организирам стрелачката екипа на ловното друштво Беласица. Така. Тоа е индивидуално. И на никој не можеш да му ги земеш погоди. Со председател Даскаловски си имате разбирачка, нема љутиш околу таа работа, нели? Председател Даскаловски, јас сум негов најблизок соработник во ловното друштво Беласица. Уште поинтересно е што председател Даскаловски при формирањето на Рефлекс е член на стрелачкиот клуб Рефлекс. Втора работа, председател Даскаловски го основаше стрелачкиот клуб Беласица, еден од основачите на стрелачкиот клуб Беласица сум и јас. Добро, да поминеме на друга Функционираме. тема. Да поминеме на друга тема, а темата е пред нас. Овде пред нас гледаме еден убав пехар и 3 медали. Што е тоа всушност? Тоа се твои, нови, нешто пресно, така? Да. Вака, секоја година, веќе 30 години наназад, се организираат турнири во стрелање на летечки мети, дисциплина трап. Неколку години веќе уназад, овие турнири сите заедно, не ги споивме, секој се го организира засебно, но влегуваат во една унија, што го нарековме првенство на југоисточниот регион во стрелање на летечки мети, дисциплина трап. И сите овие турнири влегуваат во една конкуренција, во една трка до последниот турнир. Значи, не е само овој турнир да се надпреваруваш, победил на овој. Има 7-8, колку ги? 7 турнири се сите, да, и се пресметуваат сите резултати од овој турнир. Од другиот, третиот, така? Тоа оди во екипна и во поединечна конкуренција. Овие медали, овој пехар, ги има многу повеќе, нели, од секој турнир, но овие се многу битни, затоа што на крајот, во целата таа трка, во првенството од 7 надпревари, нашата екипа на Рефлекс го освои второто место во екипен пласман. Во првенството, јас, како поединец, го освоив третото место. И после сето тоа, кога ќе заврши, се организира супер финале. Да. Најуспешните од сите турнири? Да, најуспешните 21 стрелец влегуваат во супер финале, кои ќе се надпреваруваат, кој да биде шампион, овогодишен шампион на југоисточниот регион. Вчера се одржа, јас бев изгледа најсконцентриран меѓу најдобрите и го освоив првото место. Браво, мајсторе, честитки. Значи го имаме шампионот на југоисточниот дел од нашава земја, но бидејќи во други региони од државата не се организираат такви турнири, туку доаѓаат они кои се заинтересирани од Битола, од Прилеп, доаѓаат овде во... Знам дека така беше на последниот турнир, што го носи името на твојот татко, значи меморијалниот турнир Ване Арапов, знам дека доаѓаат од Прилеп, од Битола. Практично ти си и државен шампион со тоа. Може ли така да се каже? Со оглед на тоа дека нема други организации освен во овој дел од нашата држава, нема други организации на турнири, туку стрелците кои сакаат да се надпреваруваат во оваа дисциплина доаѓаат овде на нашите турнири.
Новитет е од годинава дека во сето тоа, во таа убава приказна се вклучува и Стрелачкиот сојуз на Македонија, така ли? Стрелачката федерација на Македонија, да, има организации на нивни турнири. Тоа се веќе најпрофесионалните турнири. Се очекува во август према календарот на Стрелачката федерација да се одржи државното првенство во стрелање на летешки мети, кое е спрема сите стандарди на ИССФ, тоа е Светската стрелачка организација, федерација, и тоа по тие стандарди се стрела 2 дена. Да кажеме, на нашите турнири се стрела една серија, стандардно од 25 мети, додека, ако одиме по стандардите на одржување на турнири, спрема Стрелачката федерација, тоа се стрела во 2 дена и се стрела на 125 мети. На 5 серии по 25 метри. Тоа го велам, таа моја констатација е од последниот турнир Ване Арапов, меморијален турнир, во кој за прв пат покрај ловното друштво Беласица вклучи Стрелачката федерација, нели беа присутни овде? Да, затоа што Ване Арапов турнирот е најпрестижниот турнир во државата. Да, во државата, и после 27 години за прв пат Стрелачката федерација го признава овој турнир како официјален турнир во државата и е во календарот на Стрелачката федерација како официјален турнир. Бидејќи нештата стануваат сериозни, треба ли да очекуваме на 30 годишнината од независноста на нашата земја во овој спорт да почнеме малку посериозно да размислуваме во развојот на овој спорт и да имаме своја репрезентација која ќе се надпреварува во меѓународни турнири, европски, светски првенства, олимпијади и така натаму. Тоа е веќе започнато со промената на претседателот на Стрелачката федерација. Го поздравувам претседателот Јордан Тасевски, кој имаме блиска комуникација со него и се разговара на таа тема. Одлично. Овој претседател прв пат даде важност на оваа дисциплина во стрелањето и се преземаат крупни чекори да можеме да се стандардизираме и за да можеме наши стрелци да произведеме од овде па да се пласираат на овие големи светски надпреварувања. Мите, кажи ми, во што е тајната на успехот? Да се освои пехар, да се освојат 3 медали во поединечна екипна конкуренција и во самото финале како најдобар стрелец, мора да имат некакви скриени тајни или нема ништо скриено? Вежбање, само вежбање, така? Како и во секој спорт, потребно е концентрација, многу вложен труд, многу потрошени средства, тренинг. Тоа е тајната на секој успех. Јас би сакал да кажем дека не е воопшто лесно, значи да се освои шампионатот, затоа што имаме во конкуренција од 8 до 9 врвни стрелци со кои никогаш не се знае дали тој ќе биде прв, дали меѓу од таа конкуренција од 8-9 стрелци секој може да биде прв. Вчера јас имав таа дали повеќе концентрација или малку повеќе среќа. Да, но секогаш разликата е една мета. Да. Меѓу тие. Дури, знам, сум бил на такви турнири, заврши финалето, има препукување, бидејќи двајца, тројца ловци имаат исти број на соборени мети, нели? Секогаш го имаше. Вчера финалето беше во серија од 25 и плейоф од 6 стрелци, кои на овој турнир биле, препукуваат уште 25 мети со по... А јас имав среќата во плейофот да излезам без конкуренција со една мета повеќе од другите 20. За второ и трето место повторно се препукува. Се препукуваше, многу интересно, браво. Честитки за овој твој успех. Ти посакувам уште многу вакви успеси. Да поминеме на една друга тема, познавајќи го Мите Арапов, не може да не зборуваме малку и за музиката, пасиониран љубител на музиката, на гитарата, можеме да го видиме на разни места или порано пред да се случи пандемијата, но еве пред да влеземе во студиово ми откри мала тајна дека нештата се менуваат на добро. Што има ново на музички план кај тебе? Најдоброто во целата таа ситуација дека повторно може да се има јавни настапи во живо. Нели досега тоа ни беше откратено од сите музичари, еве сега мерките попуштија и веќе
овој викенд го имаме нормално првиот настав во И се живо. радувате како мали деца, предпоставувам. Па, Нормално, не е нели? ништо друго, него повторно да ја почувствуваш сцената, повторно да ја почувствуваш Да ги атмосфера од луѓето кои се Да дојдени измамиш вечер. аплаузи, така, љубопитни погледи од публиката, супер. Конечно, нели, после целата пауза Така. се променија работите во бендовски план. Што значи тоа? Тоа значи дека сега имам ново формиран бенд. Овој бенд е конечно комплетен, не сме две гитари, гитара со вокал и така, него комплетен бенд од стрикно рокерска постава, две гитари, бас гитара, бубањ. Или тапан. Така. Тапан, Така. добро. Тапан е ова, нели? Така, ето. Тапан е и ова, не се ги добро, ќе полемизираме. Оти човекот што свири на бубањ, ти како што велиш, од границата нагоре на кај Врање Леско се вика бубњар, ама кај нас се вика тапанар, да знаеш. Сега знаеш еден мој другар, интересно, што вика, он беше Љубе. Добро. Љубе. Љубе Друм, Љубе Друм, да. И вика, ти ости вика лесно на мене кој ќе ми каже тапанар. Гледај тебе да не ти каже. Така е, така. Ја тоа ме потсети на една промоција на едно CD на Миле Барбаровски. На тоа CD беа поместени сите негови песни, на кои тој бил композитор, се испеани на Фолкфест во Ландо. Промоцијата се случи овде во хотелот Сириус. И јас ја имав чест да бидам водител на промоцијата на тоа CD и имав еден интересен текст кој самиот си го подготвив, а тоа е дека ако во Струмица некому му кажеш тапанари на тапанаро, тој ќе ти се налоти, ама нема ако му кажеш тапанари на тапанаро, тоа е ништо, значи, тоа е нормално. И така, добро. Вред, групата се вика како? Групата се вика Зодијак. Зодијак. Кој е кумот? Ти си? Да. Ти си. Зодијак, претпоставувам, вие сте четворица луѓе, четворица различни зодијачки знаци, или? Не е откриено уште. Не е откриено уште. Не е откриено, дали сме различни, може и во 3 да сме. Ама ти си Вага. Да. Ти си Вага, Како ти знаеш? ќе бидеш задолжен за равнотежата, За балансот. за балансот во групата. Имаме добра енергија во овој Така. бенд, добро разбирање. Работиме Се познавате двајца од искусни. порано со момците? Па, со Тони Манушев, кој свири на бас, имаме и претходно заедно работено. Страшно добар музичар, страшно добар басиста. Другите се млади? Да, другите се млади и не се познававме порано, не туку ги имав пикирано. Аха. Пикирано како потенцијални членови со кои би можел да работам јас. За моја среќа, дечките во моментот не беа ангажирани и никој не беше. Супер. Така да имав среќа и се покаже како исправно. Така, и сите сте срекни, сите сте задоволни, Бендот едва звучи го чекате првиот настап и следните кои следуваат после првиот настап. Така, јас се надам дека ќе имате успеси во вашата сега нова кариера со новиот бенд. Зодијак, многу интересно име, нема такво. Она што ми интересира е како да претпоставувам ти си шеф на групата, бидејќи ти ги избра другите, или нема шеф? Немаме такви Само си заложен за тој баланс, така? Па природно некако тие организацијски работи кои се случуваат, јас ги преземам на мој. А менаџерскиот дел во стилот Исто, кој се како договараме свирки, тоа ти си задолжен. И секој кој може. Секој кој може да помогнеме, знаеме која е целта, знаеме што сакаме да постигнеме. Конечно завршиме со овој кавер репертуарот, Така. кој е доста широк. Одлично звучи бендот. Нека тргне работата и следната цел ни е да работим на авторска музика. Така, каков репертуар негувате? Па, негуваме, да не кажеме дека е рокерски репертуар, него стрикно сме во забавната музика, не бегаме никогаш поп-рок, така. Поп-рок и обично тоа треба да биде од нашето поднебје за дека тоа е најприфатливата музика. Така. Нема да се правиме енглези. Аха, супер.
Супер, јас ви посакувам многу успех и претпоставувам како и во стрелањето, така и во музиката треба концентрација. Треба ли? Па, мора, во секоја една работа. Претпоставувам кај тебе е посебно опасно, оти ако немаш концентрација, може со гитарата да направиш вака, а со пушката вака, и немој тоа да се случи. Концентрација треба да имаш. Добро. Следните планови на спортски и на музички план? Следните планови, да, го очекуваме во август државното првенство, кое го најавив на 125 метри, кој ќе се одржи во најдоброто стрелиште во Македонија, на стрелиштето Магнум во Богданци. Тоа е единствено стрелиште по светски стандарди. Тоа таму ќе биде во организација на Стрелачката федерација. Се надеваме на учество таму и на сигурен сум на успех на тоа. А на музички план летото е пред вас, ќе има настапи, зацртаното капулиња, така? Зацртаното до сега е остварено. Одиме, што викаме левел ап, чекор напред одиме со нашите планови. Добро. Околу авторската музика имаш нешто на лагер или? Има. Подготвено? Имам, но моравме прво ова да го завршиме. Сега е многу убаво што сме бенд, не е како Димитар Арапов, па аранжмански, нели, во музиката постои текст, музика и аранжман. И ајде да кажеме дека можеби текстот би припаднал да го спреми некој кој што си е врховски во таа работа. Да не кажем дека Георги Калајџиев можеби би кога сме веќе припаднал. тука, кога ја начна таа тема, имаш еден текст од мене, тоа можем да те прашам и после емисијата, ама зошто не пред целата јавност? Имаш еден текст одамна од мене, ама немаш ништо направено на тоа. Да, тоа беше во моментот кога работев со групата Багаж. Тој текст требаше да биде. Не тој има еден друг, значи повеќе имаме. Понов, добро. Па добро, не сме стигнале да го средиме, но сигурно ќе биде искористен. Текстот знаме преубав. Шегата на страна. Така. Тука е крајот на емисијата, тука е крајот на овој наш разговор. Се надам дека ќе имаме поводи и за други. Ти благодарам за гостувањето, ти посакувам успех на првата свирка и на првото државно првенство во стреляње на глинени мети дисциплина трап. Ви благодарам. Јас те поканал, знам дека не си од луѓето кои чекат да се стемни и да седи дома. Не сум. После ќе ти кажем, нели не сме во емисија да кажем каде ни е првото гостување. Да не биде реклама. Да не биде реклама. Да присуствуваш на нашето. Ти благодарам Вита за разговорот. Со среќа. Хвала. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со. До следното издание на оваа емисија, довидување.